Почитувани представници на печатените и електронски медиуми, добар ден. Добро дојдовте на денешната пресконференција, која е воглавно наменета за најавување на предстојните активности за одбележување на денот на општина Велес 9 ноември. Годинава одбележуваме 74 години од ослободувањето на Велес и од саможртвата на хероите кои го положија својот живот за слободата што ја живееме денес. Одбележувањето на најзначајниот празник на Велес, 9 ноември, го започнавме вчера со третото издание на Велешкиот полумаратон. Би сакал да го изразам своето задоволство што дури 340 надпреварувачи од земјата и од странство вчера на 4 ноември учествуваа на Велешкиот полумаратон и придонесоа за успехот на оваа масовна спортска манифестација. Навистина ме радува фактот што годинава полумаратонот беше со најголем број на учесници досега, со што се вбројува меѓу првите 3 најмасовни манифестации во овој спорт во Република Македонија. Можам да заклучам дека имавме успешен старт на одбележувањето по повод 9 ноември. Програмата продолжува утре со свеченото отварање на 51-то издание на детските рацинови средби во 12 часот и 30 минути во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Џимат. На литературниот конкурс годинава се пријавија вкупно 118 ученици од целата земја. На ликовниот конкурс пристигнаат 40 творби на ученици. Очекуваме утре Велес да биде центар на младоста, на поезијата и на креативноста во чест на Рацин и да собере на едно место над 300 ученици, наставници и добитници на награди од основните и средните училишта од Велес и од Република Македонија. Оваа значајна културна манифестација ја организираме во соработка со Клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес. Детските рацинови средби ќе завршат на 7 ноември со промоција на публикацијата Кочо Рацин, живот и дело од авторите Павлина Василева и Марин Клифов во спомен куќата на Кочо Рацин во 13 часот. Публикацијата ќе ја промовира професор доктор Васил Тоциновски. Се извинувам. Нешто не е во ред со страниците. Одбележувањето на 9 ноември, денот на општина Велес, продолжува во четврток на 8 ноември со 36-тиот противпожарен квиз надпревар, што во организација на општина Велес и противпожарниот сојуз на Велес ќе се одржи во салата Бели Мугри со почеток во 11 часот. Истиот ден во 12 часот во чест на празникот, територијалната противпожарна единица ќе одржи показна вежба во непосредна близина на мостот Гемиџи на брегот на Вардар покрај објектот на Повардарската епархија. Во рамките на вежбата ќе бидат промовирани возилата и опремата што ги добивме од Дирекцијата за заштита и спасување, камионот DAF и возилото Volkswagen Amarok, МЗТ пумпа за интервенции при поплави, пожари и други елементарни непогоди и друга придружна опрема. Сите заинтересирани вежбата ќе можат да ја следат од Мало Мовче. Пред показната вежба, територијалната противпожарна единица ќе одржи вежба за спасување на ученици од пожар во општинското основно училиште Благој Кирков. Во 19 часот во ликовниот салон ќе се одржи промоција на книгата Етноафоризми од Атанас Скрлевски, истакнат сатиричар и добитник на 9 ноемвриската награда. Книгата ќе ја промовира професор Иван Котев од Струмица.
Во петок на 9 ноември во мојот кабинет во 9 часот ќе го организирам традиционалниот прием на делегација на Општинската организација на Сојузот на борци од Велес. Во 10 часот делегации од општествениот живот во Велес ќе положат свеќе пред паметникот на паднатите борци и на спомен костурницата. Во 10:30 часот ќе положиме цвеќе пред бистите на хероите од Народно-ослободителната војна во Младинскиот парк. Во 11 часот Младинскиот парк ќе биде место на прославата на Денот на градот од најмладите сограѓани. Очекуваме на манифестацијата насловена Децата за Велес, Денот на општината, заеднички да го одбележиме со околу 200 деца од сите клонови на детската градинка Димче Мирчев. Во 16 часот во спортската сала Гемиджи ќе се одржи турнирот на ракометни великани Велес. На турнирот кој го организираме во соработка со Сдруженијето на спортски ветерани од Велес ќе учествуваат вкупно 6 ракометни екипи, од кои 4 во машка и 2 во женска конкуренција. Велешани ќе имаат можност да ги видат на едно место легендите на македонскиот ракомет, нашиот Пепи Манасков, кој ќе настапи со македонската ракометна репрезентација, и славната Индира Кастратовиќ, која ја предводи екипата на кометал Ѓорче Петров. Ќе ја видиме и Одбележувањето на 9 ноември, Денот на општина Велес, продолжува во четврток на 8 ноември со 36-тиот противпожарен квиз надпревар, што во организација на општина Велес и противпожарниот сојуз на Велес ќе се одржи во салата Бели Мугри со почеток во 11 часот. Истиот ден во 12 часот, во чест на празникот, територијалната противпожарна единица ќе одржи показна вежба во непосредна близина на мостот Гемиджи на брегот на Вардар, покрај објектот на Повардарската епархија. Во рамките на вежбата ќе бидат промовирани возилата и опремата што ги добивме од Дирекцијата за заштита и спасување, камионот DAF и возилото Volkswagen Amarok, МЗТ пумпа за интервенции при поплави, пожари и други елементарни непогоди и друга придружна опрема. Сите заинтересирани вежбата ќе можат да ја следат од Мало Мовче. Пред показната вежба, територијалната противпожарна единица ќе одржи вежба за спасување на ученици од пожар во Општинското основно училиште Благој Кирков. Во 19 часот во ликовниот салон ќе се одржи промоција на книгата Етноафоризми од Атанас Скрлевски, истакнат сатиричар и добитник на 9 ноемвриската награда. Книгата ќе ја промовира професор Иван Котев од Струмица. Во петок на 9 ноември во мојот кабинет во 9 часот ќе го организирам традиционалниот прием на делегација на Општинската организација на Сојузот на борци од Велес. Во 10 часот делегации од општествениот живот во Велес ќе положат свеќе пред паметникот на паднатите борци и на спомен костурницата. Во 10:30 часот ќе положиме цвеќе пред бистите на хероите од Народно-ослободителната војна во Младинскиот парк. Во 11 часот Младинскиот парк ќе биде место на прославата на Денот на градот од најмладите сограѓани. Очекуваме на манифестацијата насловена Децата за Велес, Денот на општината, заеднички да го одбележиме со околу 200 деца од сите клонови на детската градинка Димче Мирчев. Во 16 часот во спортската сала Гемиджи ќе се одржи турнирот на ракометни великани Велес. На турнирот кој го организираме во соработка со Сдруженијето на спортски ветерани од Велес ќе учествуваат вкупно 6 ракометни екипи, од кои 4 во машка и 2 во женска конкуренција. Велешани ќе имаат можност да ги видат на едно место легендите на македонскиот ракомет, нашиот Пепи Манасков, кој ќе настапи со македонската ракометна репрезентација, и славната Индира Кастратовиќ, која ја предводи екипата на кометал Ѓорче Петров. Ќе ја видиме и женската екипа на ветерани на ракометниот клуб Борец. Ве поканувам да ги проследите над преварите на оваа атрактивна спортска манифестација. Потоа во 18 часот во ликовниот салон свечено ќе биде отворена изложбата на велешки уметници. После подолг временски период во Велес ќе се случи изложба
која ги презентира делата на најистакнатите велешки уметници, кои се вистински амбасадори на Велес во Македонија и во светот. Во 18 часот и 45 минути во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот ќе имаме несекојдневна можност за прв пат за пошироката јавност да представиме оригинално дело од славниот Ѓорѓе Зографски во собственост на семејството Манчеви. Станува збор за портрет на Димитрија Аджиманче, што Зографски го насликал во 1921 година. Делото е во лоша состојба и ќе биде предмет на натамошна конзервација и репарација. Со исклучок на научната јавност, која имала допир со делото во 60-тите години на минатиот век, досега не е представено пред пошироката јавност. Сметаме дека денот на општина Велес 9 ноември е добар повод за оваа презентација на непознатото дело на Ѓорѓе Зографски. Свечената академија, на која ќе бидат доделени 9 ноемвриските награди и признанија, ќе започне во 19 часот во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Покрај традиционалното обраќање на градоначалникот и доделувањето на наградата за најстудент Ѓорѓе Шоп Трајанов, 9 ноемвриските награди и признанија и наградата за животно дело Гемиджи, Свечената академија ќе биде збогатена со културно-уметничка програма во чест на добитниците на наградите. Во рамките на програмата ќе настапат Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј од Скопје, одсек за традиционална музика и игра, со сценската адаптација од Којник до Прцорек и групата Чалги и Мерак, која ќе одржи концерт. Програмата за одбележување на 9 ноември продолжува во сабота, 10 ноември во 20 часот во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот со свеченото доделување на актерската награда за животно дело Петре Прличко. Во чест на добитникот, Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот ќе ја одигра представата Елешник од Југослав Петровски во режија на Елеонора Теова. Одбележувањето на денот на општината ќе го завршиме со традиционалната крводарителска акција, што годинава ја организираме во соработка со Општинската организација на Црвениот крст и мотоклубот Носачи на крстот. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите сограѓани да ни се придружат во одбележувањето на денот на општина Велес 9 ноември. Воедно ја користам оваа прилика да им честитам на сите добитници на наградите и признанијата и да им посакам уште многу успеси во животот. Кога веќе се видовме, би сакал да ја искористам приликата денеска да ви дадам кратки споредбени информации за трошоците на изминатиот фестивал на Пити и вино. До овој момент обврските по прокнижени фактури изнесуваат 2.222.642 денари или претворени во евра 36.140 евра. Приходите од донаторите и од закупот на тезги изнесуваат 777.130 денари или во евра 12.653. Тоа е значително помал износ во споредба со трошоците кои општина Велес ги направила минатата година за организирање на фестивалот на Велешка пита и вино, кога само на Здравко Чорич му биле исплатени безмалку 50.000 евра. Ова значи дека успеавме со многу помали средства и со промоција само на нашата домашна музика, истовремено да заштедиме средства на граѓаните на Велес и да организираме успешна манифестација со содржини соодветни за публиката од сите генерации. На крајот би сакал да ја информирам јавноста, особено граѓаните од населбата Тунел и Превалец, дека на 30 октомври годинава од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање до општина Велес е доставено барање за добивање на А интегрирана еколошка дозвола за каменоломот Технопавер Доел увоз-извоз Скопје, подружница број 2, населба Превалец, Велес. Иако согласно член 99 став 1 од Законот за животна средина, Министерството за животна средина и просторно планирање е должно барањето да го објави на својата интернет страница,
Со цел јавноста да има увид во содржината на барањето за дозвола, тоа за жал не е сторено од страна на надлежниот државен орган. Затоа, Општина Велес го објави барањето за добивање на интегрирана еколошка дозвола во целост, а со цел јавноста да има целосен увид во истото. Ве информирам дека на 2 ноември годинава, согласно член 103 став 4 од Законот за животна средина и просторно планирање, испратив барање до Министерството за животна средина и просторно планирање за организирање на јавна расправа од страна на инвеститорот во просториите на општината, на која ќе ги отвориме сите прашања за работата на инсталацијата и сите проблеми кои незината работа ги предизвикува за граѓаните на општина Велес, зашто јавноста во Велес е сериозно заинтересирана. Затоа ве повикувам активно да се вклучите во јавната расправа, за чиј термин на одржување ќе бидете навремено известени преку веб страната на општина Велес, нашиот Facebook профил и преку локалните медиуми. Општина Велес, која е препознатлива по битката за здрава животна средина и во овој случај нема да отстапи од намерите да го заштити здравието и животот на граѓаните на Велес, затоа што ништо, никаков профит, никаков економски интерес не може да биде поважен од здравието на граѓаните на Велес. Уште еднаш апелирам до граѓаните, особено до најзасегнатите кои живеат во населбите Тунел и Превалец, активно да се вклучат во јавната расправа.